Ние продолжуваме со уште еден убав разговор во студиото, зборуваме за... Да, време за разговор во студиото, зборуваме за програмата Еразмус Плюс и колку е значена за граѓаните на Македонија. Гостинка по нашето студија Ана Михајлов, директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро на сите гледачи, ви благодарам на поканата. На почеток, што представува програмата Еразмус Плюс и зошто е значена за граѓаните на Македонија? Програмата Еразмус Плюс е програма на Европската Унија која што се занимава со образование, обука, млади и спорт. Значи, буквално сите оние процеси се вклучени внатре. Учесници на програмата во Република Македонија може да бидат училиштата, универзитетите, невладините организации, здруженијата на граѓани, значи цел оној опсек кој што не е само формално образование, туку и неформално образование вклучува програмата. Мораме да кажеме дека Република Македонија во програмата Еразмус Плюс учествува како полноправна членка на Европската Унија, односно ги има сите прави и обврски кои што ги имаат сите членки на Европската Унија. Затоа е добро да се искористи можноста, да се искористат сите оние фондови кои што ги нуди Европската Унија за да го подигнеме квалитетот на образованието, да донесеме онака европско образование во нашата држава. Кои се главните можности што ги нуди во 2026 година? Главните можности морам најпрво да се пофалам дека оваа година, односно 2026 година го имаме најголемиот буџет во оваа буџетска рамка, односно над 8 милиони евра ќе бидат достапни за корисниците на грантови. Односно училиштата, универзитетите, студентите, наставниците и така натаму ќе имаат можност да одат преку програмата на мобилности, да ствара, да вклучуваат и партнерства, за да може да имаат оние придобивки во образовниот процес, да се обучуваат. Исто така туку е уфатен и делот на спорт, односно оние спортски, неформални спортски активности може да бидат вклучени корисници на програмата. Ги повикувам сите корисници, потенцијални корисници, да ги следат роковите кои што ги имаме, односно наредниот рок за мобилност е на 18 и 19 февруари, а наредниот рок за партнерства е на 5 март. Ги повикувам сите корисници да не ја пропуштат можноста, бидејќи програмата навистина нуди големи можности и нуди начин, е инклузивна програма и нуди начин за поголеми придобивки во нашата држава. А кој може да аплицира? Како се врши апликацијата? Како може да заинтересираните да? Морам да напоменам дека Еразмус не е програма за најдобрите, односно не е програма за најдобрите ученици, студенти и така натаму. Ги вклучува сите оние корисници кои што имаат желба, имаат идеја и треба да ја предојдат во апликација за да може да аплицираат во Националната агенција и идејата победува во случајов. Затоа ние секогаш во нашите промотивни настани кои што ги имаме, оној караван кој што ги имаме на промотивни настани пред секој рок за аплицираме, велиме дека ги охрабруваме сите да се приклучат во програмата, да не гледаат дали се добри ученици и така натаму, дали знаат подобро англиски јазик или не знаат. Буквално програмата сите оние придобивки кои што ги добиваат да ги искористат и да не бидат, да кажам, скептици дека можеби нема да добијам заради тоа што не сум најдобар ученик, најдобро училиште, најдобар универзитет и така натаму. Буквално Еразмус Плюс е инклузивна програма која што ги опфаќа сите оние кои што сакаат да учествуваат, имаат добра идеја и може да ја предостават во апликација. Односно идејата победува. Сега ќе се надобразам и од претходната гостинка, бидејќи таа спомна дека имавте соработка. Кои се типови на проекти овде може да опфатите во тие? Да, има повеќе во делот на високо образование, најпопуларниот и најголем колач од програмата ги опфаќаат студентите, односно студентите се најголемите корисници на програмите, тоа се мобилностите. Потоа може да бидат опфатен, како што напоменав, спортот. Во делот на спортот, таа е некоја програма која што не е помалку запознаена во однос на јавноста, но во наредниот период планираме што повеќе да ја промовираме. Во делот на млади, солидарни проекти, волонтерски проекти, училишно образование исто така е на второ место од оние од колачот на програмата, односно од оние 8 милиони евра кои што ќе бидат доделени, стручно образование и обука. Значи не треба да бидат само апликанти, на пример стручни училишта, може да бидат апликанти и организации, невладени организации, здруженија на граѓани, работнички универзитети и така натаму. Значи буквално секој правен субјект што е регистриран во централниот регистар може да аплицира во Националната агенција. Најважна е идејата која што имате да е релевантна со програмата во која што аплицирате.
аплицирате. Имам исто така, како што напоменавте, дека претходната гостинка има и образование за возрастни. Затоа и напоменав на почетокот дека програмата Erasmus Plus не е само за формално образование, односно за училиштата, универзитети и така натаму, тука и за неформално образование. Буквално од 7 до 77 години, што се вели, може да аплицираат во програмата. Најважно е да напоменам дека не аплицирате како поединец во програмата, туку правниот субјект во кој што работите, учествувате, се образувате, тој треба да аплицира во програмата. Тоа значи дека се зголемува бројот на апликации, кои се придобивките всушност од оваа програма? Да, она што би сакала исто така да го напоменам и да се пофалам, дека во 2025 година повеќе од 99% се искористи буџетот на програмата. Бидејќи корисниците беа навистина активни, навистина креативни, и нивните проекти навистина го заслужија она што да бидат добитни и да бидат грантирани од Националната агенција. За 2026 година имаме најголем буџет, затоа велам дека треба да имаме што повеќе апликации, затоа одиме и како караванна промоција за да можат што повеќе учесници. Морам да се пофалам и со кампањата Секој слушна за Еразмус. Не ни е само приоритет да бидат едни исти корисници на програмата, би сакале да се појават и нови корисници кои што ќе бидат нови програмати, затоа Националната агенција со сите вработени стои на располагање нели за дополнителни информации, ги охрабрува сите оние кои што сакаат да учествуваат. И сега спомнавте караван. Значи ли тоа дека и другите градови подеднакво се вклучени во истиот и како се одвива практично тој караван? Како можат нормално тие кои не се во Скопје да обезбедат апликација, односно да аплицираат полесно? Да, Националната агенција буквално во секој град го посетува и дури и рурално место за да може да ја промовира програмата. Онаа кампања Секој слушна за Еразмус обично ја насочуваме кон руралните средини, односно ги нотираме сите оние места и сите оние училишта каде што воопшто не учествувале во програмата. Испраќаме оние учесници, успешни учесници во програмата да презентираат, да ги охрабрат за да може да учествуваат во програмата, а овој другиот дел кој што се по градови, обично нотираме региони, каде што одиме по региони ги повикуваме сите корисници и потенцијални корисници на програмата кои што сакаат да учествуваат, да им извршиме една презентација, да им ги кажеме правилата на програмите, начини на аплицирање. На нашата веб страна постојано има новости кои што може да се запознаат корисниците и потенцијалните корисници. Вработените се постојано достапни за да може нели во секое поле да дадат особен придонес за секој оној кој што има дилема некоја при аплицирањето. Затоа овој период ни е малку нели интензивен, секогаш за другите можеби институции јануари е малку посмирен период, но за Националната агенција е турбо период кој што ни следува до роковите за аплицирање. Често се прават и грешки при аплицирање. На што највеќе грешат оние кои што се пријавуваат? Најчесто се технички грешките кои што во некои делови, во некои моменти може да се исправи, некој дополнителен документ да се побари и така натаму, но оние суштински грешки е што треба да ги следат европските и националните приоритети при аплицирањето во програмата. Не е само да имате идеја, треба таа идеја да биде добро срочена во апликација за да може оној кој што ја чита, односно надворешниот експерт да има визија за тоа што сакате да постигнете при аплицирањето на програмата, вашиот проект каде ќе оди понатаму и каков импакт ќе има на национално, регионално и европско ниво. Тоа е она најважното, да не биде само проектот да заврши во моментов, значи да го верите надворешниот експерт дека при завршување на апликацијата ќе има некаков импакт во општеството. Како стои со односот на апликации поединци или институции, организации? Кои повеќе доминираат? Најмногу универзитетите, повторно ги повторам заради тоа што да кажам, најголем буџет е обезбеден бидејќи буџетот е поделен по ставки, да кажам, најголем буџет земаат универзитетите и училиштата. Кој е вашата порака до тие што сакаат да аплицираат? Што не се охрабриле до сега да го сторат? Да, во 2025 година во последниот рок имавме зачудувачки повеќе од 100% повеќе апликации во истиот период од 2024 година, што ни е особено драго бидејќи Националната агенција работи на тоа нели транспарентно и инклузивно да може да се представи пред корисниците дека програмата навистина транспарентно и одговорно ги доделува средствата. Тоа и беше можеби причината заради тоа што имавме 100% повеќе апликации од претходната година.
но тука не застануваме, сакаме да придобиеме нови корисници на грантови, да нели и они кои што немале можност да учествуваат во програмата, да може да учествуваат во програмата, за да се што ќе го научиме, се што ќе го создадеме со партнерите во Европа, да можеме да се пофалиме дека влие позитивно во Република Македонија. Ни ви благодариме на овој убав разговор. Ви благодариме што дадовме малку повеќе информации, се разбира, до сите заинтересирани кои ќе се пронајдат, се разбира, во приказната, за да можат попрактично, да бидеме практични, да полесно аплицираат. И се разбира, ако нешто не им е јасно, помош имаат во секое време. Апсолутно. Националната агенција, локацијата е во Скопјанка, доколку нели за информираност на гледачите, а нашиот вебсајт na.org.mk и нашите телефонски броеви можете да ги најдете на веб страната. Вработените се секогаш тука расположени за да помогнат на секој оној што е заинтересиран за аплицира во програмата. Да, ви благодариме за гостувањето и за убавата енергија која што ни ја донесовте во студиото. Ви благодарам многу.